Здраво, ова е 262-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Infinity Pool на Брендон Кроненберг, во кој станува збор за Джеймс и М. Фостер, глумени од Александар Скарсгард и Клеопатра Колман, кои уживаат во погодностите кои ги нуди летното одморалиште за имотните на фиктивниот остров Латолка, кај што има спој на две екстреми. Едната доаѓа од страна на дојденците и нивниот хедонистички туризам, а од другата се екстравагантните обичаи кои ги практикуваат мештаните. Джеймс е ликот преку кој се запознаваме за практиките на едните и другите, односно влезот во овие субверзивни дејанија е преку него, но тоа учесто подразбира и видоизменување на погледот на животот на Джеймс за добро или лошо. Од ТВ серијата The White Lotus научивме дека богаташите ги преферираат овие сегрегирани одморалишта, кај што може да се опуштат и да си ги допуштат најбизарните фетиши, кои за разлика од млечните заби на серијата, во случајот на новиот филм на Брендон, се од садистичка побуда, но на секој садист му е потребен мазохист, кој ќе биде согласен на наметнатите правила на игра, со тоа што сите се среќни и задоволни на крајот на летниот одмор и богаташите си ги исполниле фиксациите и наездата на поривите, и мештаните си заработиле доволно од нив, за да им ги допуштат перверзиите, играјќи ја таа театарска представа во која членуваат сите жители на островот, кој, иако наликува на некоја тропска дестинација, во прашање е Шибеник во Хрватска. Оригиналната идеја, која што не е експлоатирана до смрт во жанровската кинематографија, за која генијалниот Брендон Кроненберг многу добро е запознаен за нејзината уникатност, се состои на шокантната постапка во која, откако ќе се прекршат законите на островот од страна на странците, важи наметнатото правило дека мора да се задоволи каузалниот след преку казнувањето за злосторството, меѓутоа не се осудува небрежниот турист, туку се прави негов двојник, дупликат кој е погубен пред очите на оригиналот од страна на член на фамилијата кому му е нанесена штета со недолжната жртва. За да си го допуштат овој луксус за употребата на картата за излез од затвор во оваа партија на Монопол, туристите плаќаат висока сума на пари, куриозитет налик богаташите од хостел на Илај Род, кои си плаќаа за да може да си одат на сафари на луѓе и си ги задоволат крволочните каприци за тоа што им се може. Има багра на туристи предводени од харизматичната Мија Гот, која го глуми ликот на незапирливата Габи Пауер, која предводи групација на редовни посетители на одморалиштето, кои многу добро се запознаени со оваа практика на помилување со пари, што подразбира нивно искористување за овој закон, за да може да се извлечат со секакви гадости и подлости на нивните рецидиви, лик кој многу ме потсети на бескомпромисноста на фамилијата Firefly од филмовите на Роб Зомби. Лесно е човек да се навлече на овој забранен спектакл. Моралната дилема се јавува кај Джеймс, затоа што мигот која ќе се посведочи на убиството на двојникот, клон кој ги има сите ментални придобивки на оригиналот, не баре умира и дел од себе си, кој никогаш нема да има можност да го запозна. Брендон дури си поигрува неколку пати и тоа умешно со концептот дека оригиналот е ликвидиран на не неговиот дупликат, што е евидентно и во првото линчување и во групната екзекуција, интерференции кои се потребни за одржување во живот на ангажираноста на гледачот во дејствието на филмот. Писателската блокада на Джеймс ќе биде надмината со невообичаените случувања, со морално релативизирање кое ќе биде доволна инспирација за серија на книги, или ќе останат само трауми од когнитивната дисонанца на посведочувањето на континуираното собствено умирање. Што ако оваа радикална идеја, овој културолошки феномен не остане исклучиво наменет во островот и се увезе и во останатиот дел од цивилизираниот свет. Фамилиарната фасцинација на режисерот со телесниот хорор во филмот е имплементирана во сцените во кои се создава двојникот, налик своевидното понирање на Скарлет до течната материја во Under the Skin, меѓутоа, што е со морничавите племенски маски на морфираните лица? Ерос и Танатост имаат завршено во ист кревет во Латолка во туристичкиот хорор филм.
Ако Ослунд знаеше да ги исмее неговите богаташи на бродот во Triangle of Sadness, или пак Майлот да ги уплаши со своите јадења во домени, Брендон Кроненберг не ги следи нивните параметри и останува поголем циник од двајцата заедно, затоа што во неговото перпетуално видеодромско сафари, богатите може неповредено да си се вратат на својата монденска рутина. Нема поетска правда, нема Божја казна, нема репаркусии. Во милие на овој модерен Westworld важи доктрината дека парите се врвното божество со кое може да се купи и продаде живот. Со оглед на тоа што е во прашање хрватска продукција, споредните улоги се на бројни хрватски актери, но во улогата на детективот кој раководи со одржувањето на неприкосновеноста на законските процеси на островот, израдува што е најмен еден доаен на светскиот хорор филм, односно германската легенда Томас Кречман. Мија Готуште еднаш докаже дека умее да одглуми женски ликови кои одамна раскрстиле со разумот, и со Суспирија и Икси Прл си го најде својот дом во хорор жанрот, кај што непредвидливоста на ликовите ја прави опасна. Веќе се навикнав од Посесор наваму да ги слушам творбите на Джим Вилијамс во делата на Брендон, но тој беше ангажиран за Титан и Resurrection и не го работеше самиот скор на овој филм, но затоа амбиенталниот минималистички композитор на Lucifer и The North Water, Тим Хекер, ја презеде одговорноста да направи синтвех музичко пространство, кое ќе го отсликува продорот во енигматичниот и затскриен свет на оргии, наркотици и убиства, и соодветно си ги изврши задолженијата со оглед на тоа што создаде загадочен скор за овој таен свет на забранетите задоволства, меѓутоа не остави композиции за паметење надвор од филмот, како што тоа умеат Роб, Джим и Менсел да го направат, или па неговите соработници Јохансен, Фрост и Лопатин. Со децении ја фалам работата на еден од моите најомилени канадски директори на фотографија, Карим Хусейн, кого имав можности да го интервјуирам, човекот кој непрекинато истражува и експериментира за тоа докаде може да се надминат границите на фотографијата, со тоа што проектира мултиплицирани снимки и бои насреде снимањето, за да се долови една очудувачка поставеност на ликовите во психоделично окружување и при оддалечувањето од сопствената свест, и сето тоа го прави во камера, наместо да се потпира на постпродукцијска манипулација, во што можете да се уверите во халуцинаторните сцени насреде оргиите. Баш поради таа негова експерименталистичка побуда, многу лесно може да препознаете дека влегувате во свет кадриран од Карим, што е најголемата пофалба која може еден прогресивен снимател да ја добие. Монтажерот на хорор филмовите Сеанс, C4Me и VHS 94, Джеймс Ван де Вотер, е соборец кој е свесен во што влегува и треба да шие еден разбирлив нанис кој мора да го предизвика гледачот во неколку наврати со наративните замки за убедливо да го прелаже кој е клонот, а кој е оригиналот, да го маѓепса со халуцинаторната копулација на органи, течности и екстремитети и да го задржи вниманието на гледачот во таа двочасовна игра, што знае да биде проблем и во Посесор и во овој филм на Брендон, затоа што се потпира на една шокантна идеја и нејзиното разработување, кое знае на моменти да биде ригиден содржински материјал за двочасовно дело. За творбите на режисерот Брендон Кроненберг, прекрасниот Antiviral, видеоспотовите, експерименталниот краток Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You и трилерот Посесор, говорев во епизодата на Видеологија, која ги анализирав неговите Shivers и Scanners, па не би сакал да го злоупотребам вашето трпение и да се повторувам и тука. Важно е да се напомене дека исто како и неговиот татко, така и Брендон милува да го поведе гледачот на патување во еден забранет свет преку својот протагонист, кој наивно продира во него и е променета личност по завршувањето на странствувањето во домените на неистражениот мрак на човечката психа. Таков е и случајот со Infinity Pool, во кој под елитното одморалиште се крие една гротескна и баханална практика. Убеден сум дека новиот филм има пооригинална идеја од филмот за платената убика, затоа што фрла нова светла на примената на двојниците во казнениот процес, но за мене најнеформулаичен филм ќе биде неговото прво дело, потопено во белината, со потреба за доближување до славните личности со помош на вирусите.
Симптоматична станува одржливоста во живот на оригиналната идеја, чие што значаен скорамниште се троши, откако ќе стивне зачудувањето на отворената рана и согледаме дека нема антитежа на злонамерените богаташи. Светот фигурира токму во тој баланс помеѓу ненаситните перверти и нивните одмазници, фаќајќи се на самосвесно и прагматично оро, кое сите сакаат да го играат, и токму тука лежи трулежот на човештвото, односно ригорозната пропаст на неговата непоправливост. Идејата на сведочењето на сопствената смрт е доста ничеанска и мене лично ме прогонува многу погледањето на филмот со својата резонантност. Филмот имаше својата премиера на Санденс, а потоа беше прикажан и на Берлинале, пред да добие лимитирано прикажување во киносалите и стриминг гигантот Неон да го дистрибуира овој филм на платформите за време на Денот на влюбените, што е совршен подарок за љубителите на нивниот филмски каталог. Цензорите со децении ги масакрираат филмовите на Кроненбергови, па таков беше и случајот со овој филм, кој беше прикажан во својата NC-17 верзија на Sundance, меѓутоа за потребите на пошироката дистрибуција беше уценет Брендон да намали на перверзиите за да добие рестриктивна еуфемистичка R верзија, штетејќи му на интегритетот на делото. Уа Шнајдер. Филм во кој богаташите со нивните пари може да си купат мирна совест и да се лишат од одговорност за направените злодела, што се придобивки на кошмарниот колонијален туризам, кој максимално го експлоатираат и експлоатираните, и клонираниот волк Сит и подплатените одмаздолюбиви овци на број. Тропски рај на земјата во хотелите со 5 погребални вреќички. Ако морам да го евалуирам, тогаш Infinity Pool од мене има 4,5 од 5. Доколку се допадна 262-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!